Тоа што надлежните во општина Кочани се почесто се жалат дека во последно време се трпат се поголеми штети од кратци кои хараат по градот и пошироко, и несилниот аларм дека одредени негативни појави се излезени од контрола и дека службите тешко се справуваат со нив. Поедини граѓани кои се жртви на провални кражби повеќе не ги пријавуваат бидејќи се чувствуваат незаштитени, а и никој не им го враќа назад украденото. Дека крадците не стравуваат од никој потврдува и посегнувањето по објекти и имот на приватни фирми, јавни претпријатија и институции и имот на општината и државата. Деновиве филмски плячка на бензинската помпа. На Пониква се испокрадени градежни материјали и други вредни предмети од викендички. Крадењето огромни дрва и од шумите и од граѓаните се од домакини, како да се легална работа. Дрвокрадците, ако ги наутат чуварските служби за одмаз да палат шумски кукички, никој ништо не им може. Се жалат и гардинарите, особено тие на отворено, бидејќи како што велат крадци пред нив го берат, а тие остануваат со празни раци. Некој вела дека треба да се вратат падарите, кои своевремено ги чуваат полињата, бидејќи друго чаре нема. Јас живеам у атомските згради, некна акумулатор ми украдоа од тракторот, пријавих у полиција и викат ќе видиме. Јас сум скапах куку пред 2 години, викендицата 4 пати ми ја разбиваа, искршија ми врати и се. И што имаше унутре алати, се ми однесува. Ем ги знам кои се и кажувам и на полицијата, вика, што да и правиме, да спиеме ли ние кај твојата викендица. Старо железо кој беа ги што собират, они затоа одат по улиците и гледат што дека има. Еве, мене ми испокрадоа тие старо железо што одат нагоре дрва берат, крадат и гледат дали има народ, дали нема, вечерта ојдат крадат. Фанали ги шумската полиција со комбето со дрва и колку ќе ги земали и комбето и ојдат они у судо даде и комбето и колку ќе ги казнат и јава денара, па они пак ќе крадат. Треба да се земат поригорозни мерки, а шом така прават, еве, ја кажа, казан ми украдоа, сигурно има 2000 евра, 3 што ми направија штета, прозорите, џамовите ми скршија, се што имаха лопати, ја крави чувах во Црвена нива. Казан, шерпи, кабловите ми извадили од зиди. Јас, ние ке нас сега скоро не, али негде лани беше една афера, имаше од тие врумчињата, децата таму идат и по куќите пленат, знаеш. Ама они научили, знаеш, побегнат, они не бегат на там преку коридор, бегат на куќите и скријат се негде некој куќи, овие ги затворат. Затворат и викат полиција. Полиција не смее да и тепа, позапишат и пуштат ги. И они се научили, беа, па идат. Ама овие, тај ден им викат го Вуко, кој затепава еднашка, не затворили, не полиција викал и више нема да дојде. Сопседиците на викенд кукички во околината на градот, низводно на Кочанска река во Пантелеи на Пониква, исто така се честа мета на провалници, при што трпат сериозни штети, како од украденото, така и од уништеното. Сепак, своевидна кулминација достигнува крадењето во полските села, каде организирани групи лесно крадат трактори, моторни возила и механизација. И потоа никој не може да ги пронајде.